До крајот на летото сите службени возила ќе бидат обележени со регистарски таблички во боја. Граѓаните ќе имаат увид во регистарот на возила и полесно ќе ги препознаваат автомобилите во кои се возат функционерите. На овој начин полесно ќе се препозна евентуална злоупотреба на службените возила за приватни цели. Вице-премиерот за добро владење во отчетот за една година мандат рече дека ја усвоиле стратегијата за финансиски истраги и конфискација на нелегално стекнатиот имот. Ја усвоивме новата стратегија за финансиски истраги и конфискација на имотот. Го основаме Националниот совет со кој ќе председавам јас, за да ја претвориме ова стратегија во конкретна акција. Имотот, стекнат со криминал, ќе оди во буџетот на државата, за граѓаните, за социјален развој, а не во джепот на корумпираните. Предлог законот за правична и соодветна застапеност деновиве ќе биде испратен на мислење во Венецијанската комисија. Како координатор на процесот, Фетај рече дека се гордее што по 24 години конечно ќе биде исполнето ветувањето од рамковниот договор. Во фаза на составување на нацрт законот консултиравме пријателските земји, САД, некои европски држави кои имат вакви практики кај нив на застапеноста на разните етникуми во нивните држави и сме уверени дека Венецијанската комисија ќе го печати законот за склопот околу духот, околу европскиот дух на истиот закон. Фетај вели дека местото го наследил со разурна, злоупотребен и корумпиран систем, потрошени 70% од буџетот во првите 5 месеци. Успеале за една година да направат конкретни чекори за враќање на довербата со формирање на меѓуресорско тело во борба против корупцијата, во кое за прв пат право на глас добиле и граѓанските здруженија. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.